Денес околу 18 часот нашите инспектори беа излезени на терен на улица Боемска. Проверувавме дали и во внатрешноста на кафаните се врши некоја дејност. Во еден од објектите нашите колеги беа спречени да извршат надзор, да увидат со своји очи дека во објектот не се врши никаква дејност. Беа спречени со тоа што објаснување имаше дека објектот не работи и никој нема клjuč. Колегите беа упорни и останаа пред објектот. По некое време излегоа од внатре од објектот две физички лица. Ние нормално за нас сите се граѓани на оваа држава, но некој препозна политичар, односно председател на политичка партија. После тоа, после 2,5 часа седење пред објектот, во меѓувреме излегува уште две особи кои што исто ние не можеме ни да ги легитимираме, нити ги препознаваме. Влеговме во објектот и утврдивме фактичката состојба. Тогаш беше празен? Кога влеговте вие веќе? Да, празен беше. Но по 2,5 часа? По 2,5 часа, но има елементи каде што се гледа дека се вршила дејност натре. И тоа Што затекнате? Затекнавте ли на масите да има оставено масите? Не, на масите имаше дезинфекциони средства, кујната беше со храна, имаше тањери, корпата беше полна со отпадоци, шишиња и така. Значи тука има основ за водење на постапка, верувам. Има две во овој момент ние имаме спречување на инспекцијски надзор и вршење на дејност противно на протоколите, што е кривично по 205 и 206 од законот. Така. Кривично. Кој е вашиот, бидејќи вие работите како инспектори, вие сте секојдневно на терен, не ова ни сега ни прв ни последен пат. Дали до сега сте се затекнали од угостителски објект каде што не ви дозволува да влезете да излезе политичар? Не, јас идам напад. Каква порака тоа испреќа? Не знам, јас не сум во главата на политичарите, јас сум обичен инспектор како сите ние, но една порака до сите би дала, дека свеста мора да имаме, па и политичарите да ни помогнат, затоа што ние сме на улица од 12.3 и ние имаме фамилии, не само ние, него и колегите од МВР, а да не зборувам за докторите. Значи, ова сите заедно мораме да се справиме и со оваа ситуација со ковидот, кој што е невидлив непријател, и една порака до сите и до граѓаните, до политичарите, до сите и до верските заедници, поглаварите на сите верски заедници, да се свати ситуацијата озбилно, не само што ние џабе ние да излегуваме на терен, ако свеста на граѓаните не е на високо ниво. Дистанца пред се и да се почитуваат протоколите за полесно да го поминеме се ово.